За оние кои што си имаат продолжен викенд, пријатен одмор, за оние другите па веќе завршивте со работните обврски, утре ве чека неработен ден. Добре дојдовте во новото издание на Сцена, понеделнички во оваа нова недела. Одиме со оние содржини кои што ќе го задржат вашето внимание на 19 минути пред 19 часот и она што ви го подготви забавната редакција на телевизија Нова. Ајде со ред. Денеска во Сцена, заедно со Дадар го коментираме изгледот на матурантките. Со Горан Пеперминт од поинаков агол. А и сите значајни моменти од билбордовите награди. Гледајте не до самиот крај. Да, до самиот крај многу содржини за денеска сместени во овие 15 на минути, но одиме со ред, малку подоцна ќе се видиме и со Дадар во живо, па ќе прокоментираме и за тоа како изгледаат матурантките и како не треба да изгледаат матурантките. Но прво да ги прочешламе информациите кои што беа актуелни по порталите, а и се разбира на tvnova.mk, што се несуваат до забавата. Еве кој правеше свадба, што се случуваше на билбордовите награди годинава. Guys, it's Sierra, and right now you are at the 2016 Billboard Music Awards. Билбордовите музички награди е еден од најжешките музички настани во текот на годината. Тоа го потврдува и црвениот тепих на кој се појавуваат едни од најубавите жени од светот на музиката. Па така беше и оваа година. Еден од највпечатливите моменти беше стајлингот на пеачката Сиера, која инаку вчера влезе во улога на водителка, а може да се каже и во моден маратон, затоа што во текот на вечерта таа се пресоблече 7 пати. А најмногу погледи собра незиното издание во металик долг фустан, кој беше отворен од сите страни, па ги покажа незините гради и дел од задникот. Но освен пеачката, погледите на црвениот тепих ги собра и домакинката Бритни Спирс, Мила Кунис и Джесика Алба, кои има одлични тоалети. I'm very excited. I think it's going to be a great show. The energy is probably going to be wild, and I can't wait. Покрај црвениот тепих и модата, главна причина на овој настан се музичките награди. Па оваа година големиот победник е The Weeknd, кој инаку дома си замина дури со 8 награди, додека Адел беше на второто место по број на награди. И како трет се најде Џастин Бибер, кој беше избран за најдобар музички изведувач, а во неговите раце заврши наградата за најпопуларен изведувач на социјалните мрежи. But I'll say thank you to my family. I want to thank God. I want to thank everyone that believed in me and believes in me. That's it. You guys are awesome. Enjoy your night. Останати добитници беа Виз Калифа и Чарли Пут, One Direction како најдобра група, Дрейк како најдобар рап изведувач, додека пак Ромео Сантос најдобар латино изведувач, а лидер во најдобар денс изведувач е Дейвид Гета, додека пак Бритни Спирс ја доби специјалната награда и Селин Дион беше прогласена за икона во музиката. Honey, this one's for you. The show must go on. Лонгорија викендов го кажа судбоносното да по трети пат на незиното момче Хосе Антонио Бастон. 21 мај беше датумот кој парот го одбра, а венчавката се одржа на заедисонце во вила во Акапулко, Мексико. Церемонијата беше одржана пред околу 200 гости и во Лонгорија носеше едноставна венчаница од својата пријателка Викторија Бекам и изгледаше прекрасно и елегантно. Ким Кардашијан Вест планира да се откаже од незиниот најголем атрибут со кој што своевремено го рушеше интернетот. Ако може да им се верува на пишувањата на таблоидот The Sun, Ким планира да го смали задникот. Таа гостуваше на лондонскиот Vogue фестивал и откри дека повеќе не е задоволна со незиниот атрибут. Исто така изјави дека сака да се врати во фазата од 2010 година, а во спротивно доколку не успее во тоа, ќе продолжи да јаде крофни. Велимир Бата Живојиновиќ почина синоќа во 22 часот и 45 минути во болницата Свети Сава во Белград. Актерот некое време беше во болница, каде му беше ампутирана едната нога поради гангрена, но неговата состојба значително се влошила во последните денови. Утривач дугова. Сачувај ме, Боже. Осеќам да имам талента за тоа. Него само погледам овако и подвикнем, ала и...
Легендарниот актер на филмското платно дебютираше во 1955 година во филмот Песма Скумбаре, а глумеше во повеќе од 280 филмови и телевизиски серии. Ovo je naš dragi komšija. To je moj nerazdvojni prijatelj. Mi smo kao pop Ćira i pop Spira. Hoćete li vi odavde da me odglavite? Ne može bez nas. Čujete li šta vas ja pitam? Освен глумата, паралелно се занимаваше и со политика. Од почетокот на 90-тите бил пратеник на Социјалистичката партија на Србија во неколку мандати, а во 2002 година бил и кандидат на СПС на републичките председателски избори во Србија. Исто така се смета за најголем српски актер со најмногу улоги. Najvažnije je u životu da ne odeš pošten u zatvor. Kuku, šta ti pričaš? Pa zar u zatvoru nisu lopovi? Pa jesu, sine, ali oni glavni su uglavnom na slobodi. Kuku, šta li je ovom čoveku? Ne mogu. Ке го памтиме и ќе остане во нашите сеќавања легендарниот Бата Живојновиќ. А сега ќе се вклучиме во живо од студиото кај Дадар, затоа што треба малку да протресеме што се однесува до темата матурантки, матури. Навистина се актуелни. Предпоставувам, Дадар, кај тебе е еуфорично и нонстоп во гужва и ти благодарам за одвоеното време и затоа што најде време да бидеш дел од нашата емисија, поточно во овој линк. Добре дојде во сцена. Здраво, здраво. Добро ве најдов, а добре дојдовте вие во моје студио Дадар. Ви благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство да се дружам со вас, знаете и сами. Како што и самиот Ненад потенцираше, навистина е голем хаос и гужва, посебно овој период. Матуранти, абсолвенти, невести, пејачки, глумици, снимање, сликање, сето тоа во месец мај. Месец кој што е, да кажам, најбурен, најкреативен, посебно за убавината. Кога станува збор за матурантите, посебно сум среќен, бидејќи оваа година навистина имаме девојки кои што се убави. Пред малку погледнавме прилог Светските звезди од кај вас како се облечени и дотерани. Можам оваа година да ги пофалам матурантите и абсолвентите, дека навистина изгледаа убаво, се гледа дека ги следат модните трендови. Секако, има и по некоја, да кажам, утка, но сето тоа е и симпатично, дозволено на нивните години скоро се. Модата, посебно на Инстаграм и на Фейсбук, се следи навистина многу и буквално сум изненаден кога ми дојде некоја девојка која што се дотерала како Ким Кардашијан или личи на Ева Лонгорија и слично. Повторно ги слушаа нашите совети, значи драго ми е што ете ни веруваат, доаѓаат во голем број, но и не слушаат и кога ги прашаме како сакате да изгледате, тие ќе ни ја покажат сликата нели од фустанот или стајлингот кој што го одбрале за дента и најчесто ете 99% тоа е дека добро се договараме и добро соработуваме. Така. И благодарам за довербата и се надевам дека имаат добри забави овие денови. Така, во меѓувреме ќе погледнеме ние делот матурантите и еуфоријата, се разбира, која што се случува низ градовите во нашата прекрасна Македонија и би сакал да направиш една споредба како треба, како не треба да се изгледа на кусо, што се однесува до шминка, фризура и облека. За девојките. Во ред. Кога станува збор за вкус и невкус, нели сето тоа е релативно и како велат убавината е во окото на наблюдувачот, меѓутоа секако дека постојат некои правила кои што треба да се почитуваат и да се следат кога станува збор за една ваква гламурозна ноќ. Самото име гламурозна ноќ ни кажува дека треба да сме поразлични и поубави и подотерани на некој начин од она кое што сме, нели, како што се луѓето навикнати секој ден да не гледаат, но сепак, еве, кога станува збор за една девојка, се подразбира дека треба да има некој свечен фустан, не мора да е долг, може да е и краток, се подразбира дека треба доколку е во можност да посети професионален шминкер и фризер, со кој што претходно ќе се има договорено, нели, како целиот стајлинг треба да изгледа. Но сепак, јас сум секогаш и ја им давам на моите клиенти совет дека треба да си личат на себе си,
таа ног да не се маскираат, да изгледат како некој сосема друг, меѓутоа да бидат во поубаво и во погламорозно издание. Тоа значи, ете и посвежа шминка можеби, и поинтензивна, но никако да не биде тоа некаква маска, па никој да не може да ги препознае. Доколку е храбра вечерната тоалета, може да се оди со поедноставна шминка и фризура. Или пак, доколку е поедноставна тоалетата, може да се оди со поинтересна шминка и фризура. Значи, сепак сето тоа е релативно, индивидуално е, меѓутоа, ете, среќен сум што оваа година имавме девојка кои што сето тоа знае убаво да го искомбинираат. Но, да бидеме јасни, треба да има разлика помеѓу невеста и матурантка, така ли? Апсолутно не, согласувам со тебе дека треба да има разлика помеѓу матурантка и невеста, најпрвин во годините, да не се мажат толку млади. А невестите пак, ете, обично сака да бидат понежни, да кажеме, посвежи. Да бидат помлади. Но тоа не значи дека треба да се без шминка, да изгледат помлади, да, зависи од годините, но сепак треба да, нели, сето тоа да е добро фиксирано и да трае целиот ден, за да бидат цел ден свежи, убави, шминката да трае, но повторно да личат на себе, бидејќи кога се разбудат следниот ден, младоженецот да ги види, да знае дека неговата сопруга е исто и природна и со шминка убава така. Добро да невестата е убава претежно се шминка за гостите, сопругот ја знае. Да не одиме во друга тема која ќе имаме време, би сакали да прокоментираме. Сопругот ја знае. Така е, да прокоментираме. Затоа има трајна шминка, но повеќе за тоа во следното уклучување наше. Така е, во некоја следна прилика. Ти благодарам, Дадар, те оставам во твојата работна атмосфера. Поздрав, чао. Ето така, матурантки, немојте да претерувате, беше советот од Дадар. Ајде сега ние да се префрлиме на друга тема. Горан Пеперминт ни е познат, се разбира, по групата Пеперминт и до тоа какви песни прават и дека одлично им оди во музичката кариера, но знаеме дека и одличен актер, па искористиме приликата, поточно Габи беше во една прилика со оние дечиња со кои што тој се дружи во неговата школа, каде што тој им објаснува што значи да се биде добар актер. Ајде да чуеме. Македонската естрада има своји уметници кои освен она што го работат со музиката, се посветени на нивната првобитна професија. Како пример ќе ги споменеме Мијата, која освен што е одличен вокал, таа работи на аеродром како контролор за летање. Андријана Јаневска пак е професор по соло пеење на факултетот по музичка уметност. Бојана Атанасовска се проба во малку поинаква професија, како водител, а Александра Белов пак и како телевизиски и како радиоводител. Еден таков уметник имаме и денес. Ало, ало, другарка ти од мало. Ало, ало, другарка ти од мало. Го познаваме како вокал и гитарист на групата со најкреативниот качени текстови, попознат како пајак од Пеперминт, но малкумина го познаваат како Горан Трифуновски, дипломиран актер на факултетот за драмска уметност. Овој пат и тоа ни беше поентата, да го запознаеме Горан од еден малку поинаков агол, односно професионалниот. Неговото гостување во студиото на креативниот центар Тинтири Минтири беше одличен повод да видиме како Горан ја пренесува актерската игра на помладите генерации. Купив автобус нов, за ништо не ми е кајле. Журка ќе правам, се до утре са бајле. Јас ќе направам добро за те. Од каде актерството како професионална љубов? Од секојаш ме интересираше филмот, ама филмот, театарот не. Касно разбрав дека тука, уствари, ако завршиш глума, односно актерство, исклучува опција единствена ти е да се вработиш во театар и да работиш како актер. Не постои да се вработиш негде и да бидеш филмски актер. Филмски актер да бидеш, треба да бидеш слободен уметник, ловец на хонорари. Професионалниот опус на Трифуновски е прилично голем, од улоги на штиците што живот значат до улоги на филмското платно. Бев 2 години во драмски театар, играв некои представи во МНТ. Во драмски театар се сеќавам, ќе издвојам неколку представи, едната беше Падот на невиноста на Дејан Пројковски, една представа која што остави една длабока трага у мојот организам. После Homo erectus на Сашо Миленковски, собрани дела од Шекспир на Златко Славенски. Како што вели тој, арт е представата која оставила длабока уметничка дупка кај него.
битна представа во мојот карактер, што оставила дупка, ама не убава дупка, извајана уметничка дупка, е представата Арт, во режија на Зоја Бузалковска, текст на Јасмина Реза. Во представата бевме тројца главни ликови, јас, Игор Стојчевски и Васил Зафирчев. Но љубовта кон седмата уметност е посилна и од актерската игра пред публиката. Уште од пред да се запишам, јас си сакав да бидам филмски актер. Горан се сеќава и на неговата прва улога, со која и полагал на факултетот за драмски уметности. Првите улоги ми беа на академската сцена. Првите ликови обично се види. Првиот лик ми беше од еден роман на Владо Малевски, тоа се вика Она што беше небо романот, каде што играв еден монах кој што е интересен текст затоа што нудеше многу простор за различни расположенија, за различна игра. Кога прашавме која улога ја има како најдрага од филмското платно, кажа: секое застанување и 2 секунди на филмското платно е за мене 100 години. Има големо значење. Што знам, сите улоги ми се драги, дури и тие најкратките што се. Сега последни, да ги Мајки на Милчо Манчевски, Еклер филмот на Марко Ѓоковиќ, Лазар на Светозар Ристовски. На ова ќе додаде. Многу сум играл исто така и ТВ драми, ТВ филмови. Во секој случај ми се оствари желбата. Освен активен на музички план со Пеперминт, Горан ќе биде активен и посветен на неговата професионална определба како актер. Тој краткометражниот филм исклучиво Жолти лалиња во режија баш на Кузман Кузмановски. За овој филм интересно е што го играм главниот лик и во исто време ја правам и музиката за филмот. Го видовме и како таа негова професија го научила на многу работи, кои сега ги пренесува на помладата генерација, во случајов со дечињата од Тинтири Минтири. Тоа се срциња. Сите овие дечиња се ангели, не чисти, кои што не се расипани, кои што едноставно гледаат на работите многу искрено и не се свесни дека јас сум тука да ги опоменам дека можеби, зависи сега од карактерот на детето, од воспитувањето и така натаму, да не се оштетат себе си, значи да не си прават вистински дупки во душата, играјќи некоја улога. На ова се надоврзи раководителот на овој креативен центар. Тоа е дел од часовите по глума, по актерска игра. Значи, актери ни се гости, вака добри актери и пријатели како Горан и сите останати, да не се налутат. Значи, што дошле и ни помогнале да видат децата дека да се доближат до славните луѓе, да видат дека и тие се обични и дека треба да се има капацитет да се носи славата. Значи, тоа е еден дел така, друго е тој едукативниот дел со самите актери. Ако во Пеперминт Горан ви изгледа несериозно, тогаш во некој од македонските филмови ќе видите еден малку поинаков Горан, посветен на својата работа со сериозност. А поинакво издание, веќе утре во стандардниот термин, овде на телевизија Нова. Беше тоа новото понеделничко издание на Сцена. Поздрав Македонија, имајте убава вечер.